Главниот станар на Белата палата најверојатно поради неискуство, комуникацијска наивност или недостиг на адекватни реторички формулации. Користи техника на говорење со која одредувајќи ги сопствените и постулатите на действување на новото раководство, непромислено ги декласифицира причините поради кои е дојден на чело на партијата. Долгата приказна на кратко да ја кажам. Едниот проект е како да го уништиме ВМРО-ДПМН. Со долгите, но и со кратките ненапишани реченици, проблем има и шефот на државата, кој изгледа живеел во тотална игноранција или умешно го криел евентуално своето и замешателството на оној, кому тој му дало овластување да шефува со неговиот персонал, штом на професорот, средношколецот нинџа, мораше да му даде временски, необично, прецизна наобразба. А Јосифовски? Јосифовски го побарав да дојде и да го свика кабинетот. Кога ги видовме наставите на телевизија. А каде бил во меѓувреме? Сега видам дека тој бил во партија. Удовесто. Сега видам или сега гледаме се едно, особено за оние кои слепо му веруваат на сервисот за дневно дозирање пропаганда, кој по директива креираше политички амбиент, придонесувајќи во целост, дури и невозможното, да стане остварливо и нормално. Пред изборите 2016 Латас на оваа маса ја изгреба, мислам тука е негде гребането, го викаш нема албанец што ќе ти гласа за СДСМ. Викам Латас не. Но вистинската одговорност кон тие што го дале својот глас е таа да се ефектуира и политички, а особено кадровски. Особено кога сместени во удобните фотели, многумина се вообразуваат и го губат контактот со реалноста, заборавајќи на функцијата и улогата која им е доверена. Ленче за млекото кога ќе дојде. Штета за млекото нема. Министеро! А вие не земате народни пари? Дали не земате народни пари? Тоа што било или не било пренесено на некаков начин ке стаса дотаму каде што треба. За разлика од пораките на очај и разочарување, кои изгледа никој не сака ниту да ги чуе, звучи прилично депресивно, кога дури и самите почнуваат да се срамат од себе и од својата компанија. Значи 400 дена ние ја држаме ова улица, немаше сообраќај. Не, раскрстицата држаме една недела, блокиран градот беше. Едно здружение, 84 здруженија, ни дадоа само една лента, бе. Мене ми е срам да ви излезам, ја затоа мене има таму. И на крајот, за оно што е решен во никој случај да не очајува, па макар како и секогаш, да останал и сам со самиот себе си. Ви го кажав и примерот синека со Фидел Кастро. Револуцијата ја почнала со 30 луѓе. Кога го прашале сега пред смртта во интервју, колку сега ќе ти треба ако ја почнуваш револуцијата, сега рекол ќе ми бидат доволни само 18. На апостоли и пророци може и треба да се надева секоја револуција. Ама само ако е вистинска, а не измислена и лажна.